400 хектари државно земјоделско земјиште од некогашниот ЗИК Црвена звезда во Карбинско да се даде на земјоделци кои ќе го обработуваат, на младите во селата да не одат во странство, а дел да остане и за сточарите за паша. Ова се дел од барањата на земјоделците незадоволни од распределбата на земјиштето направена пред 13 години, а кои денеска излегува на протест да го искажат својот револт и со механизација го блокираа влезот на општината Карбинци. Оваа земја да се даде на вистински земјоделци, а не за добивање на субвенции, кажаа дел од револтираните земјоделци. Моментално за договорот на поледелство е раскинат од Министерството за земјоделие и со записник и одземено владението. Земјиштето е слободно, ние сега бараме да се подели на луѓето од село Таринци и од цела општина Карбинци, за да го обработуваме ние. Бараме да се подели од 6 до 10 хектари, така што сите имаме механизација и ќе можеме да ја обработуваме таа земја. Таа земја да се подели на сите, за да мајите останат на село, да не одат по Италија, по Германија да работат. Едно, второ, јас сум пензионер, имам 350 овци. Нема паша нигде. Пашата изорана од ЗИК Црвена звезда во нашиот атор посејаница Лојза. Може од оваа сега земја да остане паша, да ги напасуваме овците. Затоа е денеска револта. Преко локалната власт сакаме да извршиме притисок до централната власт и еднашка да се стави ред на земјиштето и тоа да се поделе. Моето мислење е да се поделе од 10 до 15 хектара на плодо уживање. Не на тендери. Оти на тендери може да дојде и некој од Тетово да го купе. Ја немам пари да го купам. Јас сум да конкурирам и да го купам. Јас сакам да најде државата начин и да го поделе тоа земјиште на сите заинтересирани. Нека земат сите. Да останат луѓето у Македонија, да ги дават од 3 до 6 хектара земја, а не на некои дават по 300 хектара, по 100 хектара, по 200 исто и по 300, а некои да немат ни 2 хектара земја. Значи не е правилно расподелбата на земјата. Треба да се расподеля на младите земјоделци. Доколку нивниот проблем не се реши, земјоделците во Карбинско се заканија и со блокада на патот кон Кочани. Во колку централната власт не прима, понатаму ние ќе го блокираме пато Штип, Кочани кај Долни Бован. Распределбата на ова земјиште ги подели, но и раскара земјоделците од Таринци и Караорман, околу тоа кој има повеќе право да ја добие оваа земја. По раскинувањето на договорот со поледелство, Министерството повторно ќе го огласи за распределба. Таа земја е земана на луѓето од село Таринци, кои се правени за другите земјоделски, иначе сите други села си имат земја. Општина село Карбинци, земјата си е останата на селаните, на луѓето, исто и со Караорман земјата си е такото, плюс Караорман е под општина Штип, не е под нашата општина, под општина Карбинци. Земјоделците во Карбинци пред една недела се сретнаа со новиот градоначалник на општината. Побараа Министерството за земјоделство да изврши ревизија и на договорите за закуп на државно земјиште во Карбинци, бидејќи како што велат тие, истото се делело на фирми и земјоделци кои не го обработувале, а добивале субвенции.